Добре иде во студио за владиката Климент и оџата Рамадани. Говориме, се разбира, топ тема овие 2 дена е бруталното убиство на 10 новинари и 2 полицајци, иако уште една полицајка беше убиена во Монтруш. И последните вести се дека се убиени уште 2 заложници денеска во Париз. Овие денови, 2 дена се крена целиот свет на нозе, протестирајќи и велејќи јас сум Шарли Ебдо. И со тоа всушност протестирајќи за бескрупулозниот злочин кој се случи во Париз. Вие напишавте текстови, владиката Климент за Нова, Рамадани за Facebook, својот Facebook профил и го судивте овој напад. Тоа е злочин и пред се грозоморен чин кој се одви пред очите на светот и по кој знае кој пат се отворија некои човечки теми околу цензурата, сатирата, карикатурата, но и пошироко во смисла на представување на религиите, на религискиот авторитет и ред друга низа работи. Јас мислам дека со овој терористички акт пред се, да се изразиме така политички, ако не сме политичари со политичка квалификација дека тоа е тероризам, мислам дека се постави една замка токму од таквите чинители. Ние сега да се расправаме за карикатурата, сатирата, границите околу бласфемијата, а всушност јас се уште го застапувам мислењето дека е тоа пред се безбедносен проблем и акт кој што требаше политички, значи да се артикулира. Да не заборавиме. На кој начин политички? Политички да се третира, да се третира, да не заборавиме дека ова се случува во ова време кога во Европа за наша жалост, значи има големи движења про и анти со животот пред се со муслиманите, но кој што почна заради антиемигрантското расположение во Европа. И ова е удар, ова е одговор на... Не е одговор, јас мислам дека ова е дури подстрек. Значи ова е на некој начин хранење на екстремистите од двете страни во смисла на давање на поводи и на причини, и тоа е жално. Значи жално е за целиот свет, но пред се за Европа во која се наоѓаме и ние и кон која стремиме еден ден да бидеме дел од неја. Добро. Јас само би рекол дека ние живееме во епохата на така наречениот неолиберален капитализам. И тука забележувам буквално 2 опасни идејни движења меѓу другите, меѓу мноштвото. Меѓутоа оние кои што се издиференцира, тоа се следните. Значи од една страна имаме појава на милитантен атеизам, а од друга страна, за жал, постои религиозен фундаментализам. Овие 2 идејни движења самите по себе се радикални и навистина мислам дека можат да направат голема штета. А токму заради тоа се обидов во на искажување за Нова да направам една дистинкција која е разликата меѓу оној што е негова својата лична вертикала и кој што важи за духовен, дека секогаш духовноста подразбира духовитост. Дури мислам дека таа особина како телелна вредност произлегува од придобивката од христијанската цивилизација. Сега на памет ми доаѓа она историска сцена кога во средновековниот двор покрај царот секогаш постоел дворски шут кој што секогаш имал слобода и право да му го каже на царот она што никој друг не смел да му го каже. Тоа низ својот историски развој ефектуирало во изразот на слободно мислење и говорење. И ние, навистина, тоа го поддржуваме. Од друга страна, сепак мислам дека е тенка границата докаде она што слободно го зборувам и го говорам и го изразувам, како рефлектуира и реперкуира кај другиот. Мислам дека треба да се запознаеме со другиот, оној што е поразличен од нас во секој поглед. И кога ќе зборам за тој либерален капитализам, мислам дека нему секогаш му одговара да има ефтина работна сила. Во Европа со ефтината работна сила
емигрираа и различни религијски и културни форми. И тука се случи една средба која што не ефектуираше како доверба, туку за жал понекогаш и како недоверба. И цивилизацијски шок всушност предизвика. Токму тоа. И затоа мислам дека овој инцидент не треба да се гледа само низ религиозната перспектива, туку треба да се гледа економски, политички, социјално и на повеќе страни, за да не се случуваат, не продолжуваат и да не лесно ги запалат она што веќе сме го постигнале како соживот во новиот поредок. Добро. Како напиша владиката Климент во неговото обраќање? Нека си ги препрочитаат светите книги. Имам тука делови извадоци од Куранот, 33 цитат. Казна за оние кои се против Аллах и пратеникот негов, војуваат и кои неред по земјата прават се, да бидат убиени или распнати, или и рацете и нозете да бидат исечени или да бидат од земјата прогонети. Тоа им е понижување на овој свет, а на другиот ги чека казна голема. Навистина ли го пишува ова во Куранот, дека оние кои се против Аллах тогаш треба да бидат убиени, распнати? Да, тоа е цитат еден од куранските версети во кои кажува, значи прописи од шеријатот, тоест од верскиот закон за некои видови на богохулење. Него проблемот со текстовите и со нивниот контекст и со нивното разбирање и цитање е токму како кај екстремистите. Екстремистите имено цитираат редовни текстови за вонредни прилики и вонредни текстови за редовни прилики. Например, ќе видиме, можеме да сретнеме дека за некој не знам какво терористичко или екстремистичен чин, ние ќе видиме дека тие цитираат некој текст кој се однесува на воспоставувана држава, владавина, каде што како треба да се третира нешто. Било што, значи почнувајќи од добро, еве околу казнувањето. Вие го Да. проповедате ли овој 33 цитат? Целиот Куран го проповеда. Да бидат убиени и оние кои... Значи, тука има акт, значи ова се однесува на владење, на закон. Ние немаме воспоставено закон. Ни самата џамија, ни самата верска заедница, ни самите муслимани. Значи, Но не може ли тие буквално ова да го сватат? Не може да го сватат, не може да го сватат, зашто вакви цитати има и други. Значи, во Куранот... Што вели 45-тиот цитат? Во Куранот има цитати кај што збори ѓаволот. Значи, кажува ѓаволот што ќе им каже на тие заведените, дека до тука мене ме следат и така натаму. И сега, ако некој го земе само тој цитат, ќе мисли дека тоа е... Треба да убива. Но ако го прочита 45-тиот цитат, што вели? Тие што ќе се откажат од одмаздата, ќе им бидат избришани нивните гревови. Да, тука се потврдува правилото, значи правилото од Стариот завет за осветата и на крај се става една одредница за тоа дека верникот е тој кој што треба да опрости, кој што треба да се отргне и така натаму. Но и ова не е без владење. Не може, значи, еден муслиман поединец да ја земе правдата во своите раце. Дури, значи, во исламската литература има пропишано правило дека дури и неправедната владавина е подобра од анархија. Например, ова е важно, многу важно сунитско правило кое сунитите го следеле до тој степен што некои се чудат зошто, значи сунитите кои се најголемата ортодоксна заедница кај муслиманите или 97% се чудат зошто се толку троми во аспект да некогаш следат очигледно некој режим или владавина кој што е очигледно неправеден, како што беше случајот и во овој век со некои арапски земји и така. Ајде да видиме зошто. Зошто се убиени новинарите? Заради тоа што се исмевале со муслиманската религија, со исламот. И сега прашањето е, што е светост за муслиманите? Исламот е совршен. Прочитав некаде на Facebook еден од профилите напиша дека исламот е свет, дека е совршен. И прашањето е, зошто е света муслиманската религија? Зошто Аллах, Мухамед се свети, зошто се тие совршени? Јас сум оđeta.
Да, може Добро, вие значи да не, кажете. мислам дека генерално треба да збориме. Тука се поставуваат границата на бласфемија. Што според една религија или според едно учење или според народ или човек се смета Добро. како бласфемија. Ние, тоест муслиманите, ценат дека секое исмејување на етаблиран символ на било која религија или групација се смета за бласфемија. Некои тоа така не го мислат и тука е спорот. Овој поконзервативен пристап го немат само муслиманите, имат и дел од будистите, евреите и во христијанството има разлики. Добро. Значи што треба или што може да се критикува, а со што не треба да се исмејува. И тука е таа Ако се ако јас ве исмејувам, тогаш ќе бидам убиена. Не, нема да бидеш убиена, туку ти според мене ќе бидеш Казнета? огрешена кон мене. Не можеш Добро. да бидеш казнета ниту од мене, ниту од некој друг. Добро. Но сакам да укажам дека има разлика кога ти ќе ме исмеваш мене или она што јас представувам. Значи можеш ти да ме исмеваш мене како Рамадан, но не треба да ме исмејуваш нешто што е етаблирано од тоа што го представувам јас. Значи можеш моите, да кажеме, да донесем уште попластичен пример, можеш моите влакна да ги исмејуваш како влакна, но како брада, ако јас од религиозна причина сум пуштил брада и го сметам тоа како символ, пцувањето на мојата брада е пцување или сатиризање на етаблиран символ. На вашата религија. Например, да. Што вели православието? Смее ли да се исмева Бог? Значи, јас мислам во напишаниот став спомнав дека доколку не можеш да се насмевнеш понекогаш на својата мала вера или детектираната недоверба, тогаш нешто дефинитивно не е во ред со истата. Не е во ред, значи, со муслиманската религија. Не, зборувам од христијански аспект. Зборувам од христијански аспект, значи, кај нас границата, бидејќи христијанството е базирано, значи, на два основни принципи. Тоа, фундаментите на христијанството се наоѓаат во принципот на љубов и на слобода. И секогаш велиме дека кога се одзема слободата, а постои принципот на љубов, тогаш тоа е робство. И обратно, кога постои љубов, а нема слобода, односно кога има слобода, а нема љубов, тоаш е хаос. Христијанството низ своите векови успеало, наоѓајќи се во различни историски контексти, да има своји одбрамбени механизми како да преживее, да кажем, на нашите простори. Многу пати Македонија се наоѓала во некоја империја која што не била христијанска. Ние 5 века сме живееле во Отоманската империја. И тука, и покрај тоа што постоел извесен религиозен диалог и толеранција и соживот, сепак сме биле субординирани. Меѓутоа сме наоѓале начини и механизми за да можеме да се заштитиме себе си. Но и преживеела верата. Преживеала и останала до денеска. Меѓутоа, мислам дека е погрешно ако она што е карактеристично за христијанската екзистенција го префрлиме во дворот, да кажеме, во исламскиот свет. Или обратно. И обратно. Имате ли објаснување зошто муслиманската религија едноставно не може да поднесе критика? Колку и таа да е зла и сурова таа критика? Значи, јас мислам дека едно е критика, зашто самиот збор критика доаѓа од зборот крисис, што значи превреднување и судење на нештата, за да се излачи нешто што е квалитетно. А друго е понижување и бласфемија. Значи, тенка е границата во тој поглед. И се треба многу внимателно да се, бидејќи материјата околу верската слобода и права е многу деликатна материја. И треба многу внимателно во тој простор. Новинарите треба многу внимателно, карикатуристите треба многу внимателно. Знаете, да не се премине онаа граница која што од критика постанува бласфемија. Значи, затоа тој момент е многу деликатен. Значи, за тој момент зборувам. Да. Која поставува таа граница?
Очигледно, Во слободата на изразување. очигледно авторот и креаторот на истата. Но доколку одбие тоа да го направи, треба да биде убиен? Никако. Треба да биде Никако. убиен? Никако. Не, па еве истиот, значи во истиот весник се суди некој за негирање на Холокауст. Например, во истата таа Франција, во тој Париз, каде што има законодавна мера за тоа. Значи, тука не збориме за смисол, за хумор или за издржување на критика и погрешна е таа предпоставка дека муслиманите не поднесуваат. Ние исто така имаме големи примери на хумор и на критика во самото исламска литература и во текот на целата историја на ислам. Да се преживее? Не ова се инциденти кои се случуваат во нешто што некои ги третираат како бласфемија или не. И таму има мноштво символи кои се исмејувани. Ние такви случаи сме имали и тука и на муслиманска и на христијанска провиненција. Се сеќавам како мал, кога дошол тука за прв пат филмот на Исус од Назарет, имало препирки тогаш и од ортодоксни верници дека со тој филм таму Евангелието по Јуда се скавата. Да, Евангелието по Јуда и така натаму. Значи, тука се работи за тоа, не се работи за хуморот или за критиката. Тука се работи за границата на бласфемија, каде се наоѓа и која треба да ја знае. Значи, како што ние секој новинар сега е запознаен до некаде со јазикот на омраза, ги знае тие правила, исто така ова сметате дека е јазик на ова е говор на омраза? Не, јас од верски аспект денеска како говориме за карикатурите. Зависи, значи од тие карикатури, ако во некој од тие карикатури, јас не ги видов тие, ако во Зошто не ги видовте? Па Цел не ги свет видов ги виде. Не, па ја одбив да ги видам зашто се детали кои мене не ме интересира. Знаев дека има некој карикатури, но не вели го подребно. Не ме интересира. Не ме интересира генерално. Генерално ме интересира. Не, сега не ги видов, ти реков за подробностите, да ти се оправдам зашто не ги знам подробностите, а токму за нив ќе ти зборам, а тоа се дека такви карикатури има исмејување на некој политички лидер, на некој облечен како терорист, не знам, на некој и така натаму, но тоа не е окей спрема верата. Добро. Значи некој ти да го исмејаваш за тоа што го прави, но не можеш етаблиран символ на цела една религија да исмејаваш. Но тоа го сториле, вие велите не можеш, но тие тоа го сториле. И прашањето е, имаме ли право да навредуваме? Веќе одговоривте на ова прашање и рековте не, немаме право да навредуваме. Ако господинот Оџата Рамадан Рамадани вели дека постои некаква граница, зошто таа граница постојано се надминувала, се пречекорувала? Во човекот, антрополошки гледано, постои една тенденција цело време да надминува своите собствени граници и рамки. Може би тоа е затоа што во себе ја содржи Божјата икона. Едноставно, сега невено сам на метафизичко поле, но навистина сметам дека човекот има потреба секогаш да истражува, да иде подалеку. Значи, во тоа гледам афирмативен принцип. И дури доколку ги наметнува собствените вредности. Западните вредности се западните, христијанските вредности се наметнуваат врз муслиманските. Или обратно, како што прават екстремистите, воведувајќи автоцензура тогаш за идните карикатуристи. Значи, по ова логика би требало и нив да ги оправдаме, затоа не... Меѓутоа, би требало оние темелни вредности, за кои што сме се договориле дека не одржуваат и ни помагаат да создадуваме еден добар амбиент на живот и на соживот. Но тоа не е можно. Па значи тие луѓе, еве... Но тоа не е можно, Франција е... Не, например, еве во истата таа Франција, затоа го наведов примерот, е многу сликовит. Во истата таа Франција, од каде што потекнуваат и агресорите и жртвите, според сите, еве, уште денеска нови сознанија, во истата Франција има закони со кои се суди, например, негирањето на Холокауст или антисемитизмот. И според тоа, овие луѓе мислат дека и една таква граница треба да се постави. Значи, тоа е тоа. Значи, сега не треба да збориме само за бласфемијата, туку и за местото каде што се одвива настанот и за контекстот за да го разбереме. Ајде да го видиме контекстот. Еве, владиката Климент може да даде коментар, Ведрана Руда напише еден текст и како вели. Ако со години низ светот убиваш сушност, така и е насловот, туѓи деца, старци, жени, им ги рушиш домовите. Зошто се чудиш кога смртта ќе дојде по твоето дете? Говори за ксенофобијата која владее во Германија, во Франција.
Смртта неизоставно доаѓа на историската сцена која ќе дојдеме, кога човек се раѓа, значи по изминат период временски, хронолошки доаѓа смртта. Освен Вуди Ален кој инсистира да биде бесмртен и претпоставува дека ќе остане. Немаме право светината на животот, светоста на животот, на било кого да му ја земаме заради идеологија, заради нешто што нас ни се чини оправдано. Тоа, значи, не ни го дава, тоа право не ни го дава ни религијата, никој. Не, да вели зошто се чудите кога ќе има такви напади, ако досега биле напаѓани палестински училишта, болници. Мислам дека збори за друг аспект, тоа е космолошки поредок кој што Бог го воспоставил во светот, а тоа е што ќе прави, ќе се направи. И тоа ние не можеме да го контролираме. Тоа е од Ное, алейхиселам, ние велиме спасот да е над него. Добро, но ние што не веруваме во Бог, односно јас? Па не веруваш во Бог, но знаеш дека ако идеш по некој кров од кај што можеш да паднеш, Бог ги создал така законите, како законот на гравитација, така и да, и законот Бог бил архитект на куќата. Да, секако Бог е големиот архитект, во смисла да кој ги уредил, значи небесата и земјите. Добро, и кој е вашиот коментар? Ако постои, како што вели Ведрана Рудан, во Франција, во Германија, ксенофобија, ако знаеме дека беше едно ромско бебенце не смееше да биде закопано во гробиштата. Во гробиштата и градоначалникот забрани. И после целиот свет кога беше згрозено до војак, беше дозволено. Тоа говори за дезинтегрираноста на човечката природа генерално. Значи, тоа говори дека тоа мора да биде исклучок, не правило, и не смееме да тргнеме по таа насока. Но тие инциденти треба да се посочат и да ни бидат пример како не треба. Мислам, не е ова на моралистичко или на етичко ниво. Меѓутоа, на вистина, овие инциденти не смеат да се случуваат. Ако сакаме да го ткаеме овдека животниот век онака како луѓе. Добро, но тие се случуваат. Да, исто така како што рече отец пред малку, мислам дека ова повеќе треба да се третира и контекстот од политички и економски аспект, ние да не заборавиме дека истите тие, да кажеме, екстремни десни движења допред некои години, значи беа обседнати само против имигранти. Сега се формулираше тоа кон муслимани. Значи и тоа беа некогаш источноевропјани, некогаш роми, некогаш по ништо не се разликува. Сега, помодерно, откако порасна, да кажеме, антиисламската клима во скоро целиот свет, тогаш тој е политички момент кој што тие така го артикулират. Инаку сето почна од антиимигрантско расположение, при тоа не беше многу важно дали тие кои што доаѓа и работа и по нивно им го зема левот беа пољаци католици или македонци православни или турци муслимани, за нив беше тоа. Затоа не е сето црно-бело и не е сето предмет кој што можеме ние метафизички или од религиски аспект да го објасниме. Таму има многу економски и политички мотиви. Од тоа како се направени тие држави во Европа до нивното колонијално искуство кое ние за среќа го немаме. Значи има и таму некој момент на тие француски граѓани или не знам британски и така натаму, кои не се исти, на пример, како во Германија каде што го немало тој колонијализам, но имал друг еден вид тоа антисемитизам. Значи има многу разлики за кои стварно е комплексна содржината и треба да се знаат пред да судиме. Добро. Мислам дека религискиот елемент во овој инцидент најлесно се детектира, меѓутоа коренот на овој проблем лежи во општествено-политичко-економскиот фактор. Подлабоко. И оние кои што се задолжени, кои што го стројуваат општеството, тука би требало да влезат за да го најдат, да спречат понатамошно ескалирање. Добро, јас благодарам што бевте гости.